Ова се случува во време кога светот го одбележува Меѓународниот ден за заштита на правата на децата, со посебен акцент на еднаквиот пристап до образование и заштита од присилна работа. Еве што мислат граѓаните за тоа каква е состојбата со правата на децата во земјава. Убаво се заштитени дечињата. Сега злоупотреба има секаде такви случаи. Треба да се обрне повише внимание на тоа, на злоупотреба на дечињата. Поголеми казнени мерки за тие што прават такво насилство врз децата. Можеби родителите се тука малце по виновни во поглед на тоа. Можеби свеста кај родителите треба, тука државата треба повеќе да делува. Кај свеста на родителите, зошто е тоа така? Секое дете значи си има право да се едуцира како што треба, барем како што е задолжително сега школувањето. Родителите треба да се упатат повеќе за да им дадат правилна насока на своите деца понатака. Ги слушнавме граѓаните, но што велат борците за правата на децата. Во првиот дневник разговаравме со Драги Змијанац од првата детска амбасада Медјаши. Имаме задолжително основно и средно образование, оно што треба да го направиме како еден голем исчекор напред, или да биде задолжително предучилишното воспитание, згрижување и образование, или пак да ја подигнеме јавната свест за неопходноста децата да бидат вклучени во градинка од страна на родителите, зашто тоа е во најдобар нивни интерес и за правилен раст и развој. Имаме ли се уште од оние групи кои што беа во образовниот систем? Имаме се уште деца, значи имаме се уште деца, за жал, се работи на тоа да се обезбеди извод од матична книга на родените. Се среќаваме ли се уште со некој случај на присилна работа на децата? Имаме дојави на злоупотреба на детскиот труд. Од питачење, од собирање на секундарни суровини, од работа на нива, чување на добиток, едноставно децата не се вклучени во задолжителниот основно образовен процес. Наша препорака е градинките се решение. Градинките се решение затоа што еден родител кој ќе пресмета и дека градинката ќе му биде топол дом, обувки, облека, обезбедена храна, спиење, каде што ќе се образува детето, каде што ќе се воспитува и ќе се насочува првиот чекор веќе кон училиште е направен. Што со тие социјални групи кои што не можат да го постигнат нивото да го дадат своето дете? Апелот беше или бесплатно да биде за таквата категорија или да има субвенција од страна на државата за навистина родители кои се од пониските социјални слоеви да има бенефиции 1470 денари сепак за некој семејство кој социјален случај е многу тешко остварливо да финансира.